Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник сме тука со вас и за вас, се со цел да ви информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Денес имаме една интересна тема, досега не сме разговарале на оваа тема и уште поинтересно е што еден од нашите покровители, Превентива 99, а тука е веќе со мене во студиото, доктор Симона Ристовска, која што е специјалист по физикална медицина, имаат нешто, односно веќе нудат во своите простори во ординацијата роботска рехабилитација. Тоа е, значи, за прв пат, така, доктор Симона? Се го имаат тоа кај нив. А за што точно станува збор? Значи, што се може да се третира со роботската рехабилитација, за кои проблеми во однос на сите оние дегенеративни проблеми со рабетниот столб, со екстремитетите и така натаму, за кои проблеми и заболувања се користи оваа роботска рехабилитација, ќе дознаеме во разговорот што ќе го водиме денес со доктор Симона. Меѓутоа, на почеток би сакала да ги истакнам покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин. Тоа е Атикор ординацијата, која што ќе видите во приложение, нели, накусо за сите оние по мал дел одвоено рекламен простор, потоа Студио Карпино, Ербено Били и се разбира денешната наша гостинка, која што ни доаѓа од Превентива 99. Па останете со нас да ги проследите. Студио Карпино, лулка на енергијата, водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Еве, да, ги видовте три и сега јас ќе кажам нешто за Превентива 99, бидејќи рекламата уште не ни е подготвена. Значи, Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина и рехабилитација, нуди многу третмани, прегледи за проблемите со дегенеративниот за дегенеративните проблеми со рабетниот столб и екстремитетите, значи нудат ехо прегледи, шок-вев терапија, декомпресиона терапија, ова што сега го напоменавме прво единствено кај нас во Македонија, роботската рехабилитација и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, која што е специјалист, физијатар или специјалист по физикална медицина. Доктор Симона, добре дојде во новата сезона и драго ми е што си дел од Ваш термин и како покровители. Ви благодариме на поканата. Уште еднаш ви посакуваме многу успех, бидејќи сепак 10 години не е малку време, нели, да обстоите на етерот, така да се надевам за поуспешна соработка и уште повеќе да им помогнеме на пациентите во нивните проблеми. Така, токму така, затоа и сме тука и се со цел да ги информираме, па ако се пронедат во на ние што ќе говориме, навреме да реагираат, да преземат нешто, да се јават до кај вас или пак до вашите колеги кои што можат да им помогнат за одреден проблем. Само да напоменам, ајде подоцна малку ќе ги спомнам оние награди кои што ги имаме за гледачите, малку да не
првин да не воведе доктор Симона во она што сакаме денес да го кажеме за роботската рехабилитација, па негде за 10 минути ќе споменам оние кои што не следат, ќе можат да се јават за да ги добијат, нели, оние подароци кои што следуваат од нашите покровители. Доктор Симона, кажавме за прв пат, што значи првин да ни кажете ова? Што би кажале за роботската рехабилитација, зашто е толку многу значајна? Бидејќи штом сте ја вовеле во вашата, нели, ординација, сигурно има многу бенефити. Да, ние сме, да речеме, еден вид сега тука пионири во таа работа, односно прва ординација за роботска рехабилитација. Многу одамно, уште од 2018 бев на Светски конгрес во Париз и таму, значи, се збореше точно за ова, за роботска рехабилитација, со цел да се избегнат човечките грешки. Компјутерот прави мерење на секое движење на пациентите и рехабилитацијата може да кажеме дека тече безгрешно, односно се избегнува факторот дали физиотерапевтот правилно го направил движењето, дали пациентот правилно го направил движењето, и внатре има сензори кои го мерат брзината на движење, брзината на изведување, дали правилно е изведено. Меѓутоа, пред почеток на самата рехабилитација, ќе споменем и за кои болести се користи, така, се прави евалуација, тоа значи проценка. Односно, ние проценуваме апаратот со определени движења, бидејќи оваа рехабилитација кај нас станува рехабилитација за горен екстремитет, односно се опфаќа шаката, се опфаќа лактот, се опфаќа и рамото. Исто како такви правиме мерења, значи мериме од почеток, пред самата рехабилитација, колку пациентот може да ја свитка раката, колку може да ги свитка прстите, дали може да ги исправи прстите, дали може лактот да го исправи рамото, и потребни ни се минимални движења за да се направи тоа мерење. Што може да се направи тоа мерење? Во тој случај самиот компјутер прави евалуација, односно проценка на движењето и соодветната рехабилитација, односно таму имаме софтвер. Да видиме како тоа изгледа. Еве, ова е точно рехабилитација на шаката. Овдека, како што гледаме, на самата шака има бројни сензори и тие ги мерат сите движења. Во софтверот, што исто така е нешто што е најсофистицирано, се прилагодуваат движењата, односно ако движењето не може да го изведе соодветно пациентот, односно само може малку да ги свитка прстите, движењата и игрите што ќе се играат, бидејќи тоа е со цел интерактивност, ние не делуваме само на подобрување на зглобот, само за подобрување на прстите, ние делуваме и на, тоа се вика, пластичност на мозокот, односно повторно да се обноват тие мозочни импулси кои се веќе оштетени, најчесто поради мозочни удари или поради некакви други централни болести. Еве, овдека може да видиме како иде рехабилитација на шака. На самиот монитор има софтвер каде што се избираат определени игри во зависност ние всушност кое движење сакаме да го добиеме, односно избираме дали сакаме да направиме движење на напред, нагоре, надоле, и соодветно компјутерот сите тие работи ги мери и го ја приспособува рехабилитацијата според тоа. Избираме колку време ќе трае јачината на самото јачината на, да речеме, тоа е еден вид како игрички, на кое ниво е пациентот, а штом се подобри движењето на пациентот, тогаш и самиот компјутер апарат ги подобрува движењата. Односно, ние имаме еден графикон што пациентот ќе доаѓа 10 дена, какви биле почетните движења и какви биле последните движења и со кој интензитет, кои движења сме ги вежбале најмногу. Ево, овдека се прави, значи, треба определено движење да се копира за да направи таа евалуација, односно проценка на пациентот, кои движења тој може да ги прави. Еве, гледате, ова е све апсолутно, значи, компјутеризирано и се избегнува било каква човечка грешка. И во светските рехабилитацијски центри, овие веќе најмалце 5 до 10 години се користат овие, ние сакавме да се доближиме, односно да добијат и нашите пациенти квалитетна неврорехабилитација. Најчесто се користи кај невролошки пациенти, бидејќи не само што се делува мускулоскелетно, туку се делува и на самиот мозок, меѓутоа се користи кај дегенеративни болести, односно проблеми со рамо, со шака и
проблеми со лакт и може и многу добра рехабилитација постоперативна на било кој од горните екстремитети, што веќе имаме пациенти, сериозно се гледаат овие неколку месеци кај што имаме, односно нема пациент до сега што сме правеле мерење и рехабилитација кој што нема веќе подобрување. Так. Значи тие бројки не можат да се лажираат во софтверот, никој не може да влезе и на крај дури пациентот може да си добие и самите резултати. Имаме едно од тренинг, друго од почетокот и крајот на самата рехабилитација. Дали рехабилитацијата исклучиво се прави само преку овие вежби кои што можеме да ги забележиме еве во моментов што се прават или што друго? Ова е неурорехабилитација, се прави само со вежбите, значи само со вежби, да, со тоа што пациентот соодветно самиот бидејќи нели роботска терапија, да, роботска, самиот одредува колку треба да си движења да треба и ако не се изведе според тоа да според движењето што пациентот може да го изведе, он го определува степенот на тежина. Односно ако пациентот 3 дена можел со помало, четвртиот ден веќе тој му додава. Он му додава соодветно, затоа велам, значи тој све определува. Се мери рамката на движење, односно мериме да речеме сме имале флексија, тоа е движење во рака како виткање сме имале до 40. Сега ако може до 60 степени, он сам го приспособува движењето и токму е тука е најбитниот софтвер каде што сите движења се мерат и соодветно сите значи како со помош на игрички и многу е забавно бидејќи вака на почеток делува многу наивно како нешто нели детско, меѓутоа од друга страна пациентот повеќе од сат време игра. Едноставно да му поминува бргу времето, да не му е меѓутоа од друга страна ако не се изведе соодветното движење, нема да се помине левелот. И ако не се помине левелот, пациентот, значи ако треба и 10 пати едно исто нешто ќе го повторува, дури не го направи соодветно според сензорите во самиот ова конкретно за шаката, меѓутоа имаме и за лактот, имаме и за рамото и е најсофистицирано нешто во моментот нели што постои. Колку време веќе го имате кај вас? Ние го имаме веќе неколку месеци и како сте задоволни до сега? Задоволни сме доста, бидејќи кажав до сега немаме пациент кој немал подобрување некакво, односно да речеме движењата и параметрите да се исти од почеток до крај. Значи тие работи си стојат во системот, меморирани и имаме одлични, имаме пациенти кои самите се изненадени колку имаат подобрување, така на почеток делува многу наивно, меѓутоа кога ќе го повторувате истото движење сат време, не е тоа само тоа движење, има повеќе видови на движења, повеќе игрички, всушност мускулите се воспалуваат, болат, меѓутоа мора да се повторува, кажавме како неурорехабилитација, бидејќи кај пациентите кои имаат мозочни удари, најчесто се користи да речеме кај пациенти со мозочни удари, после мозочни удари, бидејќи имаше една статистика која сега ја гледав, после 3-месечни кај пациенти со 3-месечен, после 3-месечен рехабилитацијски, односно после мозочниот удар рехабилитацијата, само 5% се успособуваат после 3 месеци за самостојно користење на раката, бидејќи тие се оние пациенти најчесто каде што имаат проблем со раката, се јавува спазам, згрчување, тој не е спазам што се јавува нормален на вратот, тој е спазам од централно ниво поради оштетување на определени мозочни структури, не добиваат соодветни импулси. Ние мораме повторно да ги обновиме новите патишта, а тоа може само преку рехабилитација, уште поубаво е таа рехабилитација која е роботска бидејќи нема да има грешки, сама си определува рехабилитацијата и човечкиот фактор апсолутно како грешка го исклучуваме. Значи не може терапевтот да не направи добро вежби бидејќи апаратот ги отчитува сите тие работи. Значи ова е нешто најсофистицирано до сега што го имаме. Ајде тука ќе се обратам и до нашите гледачи, значи сите оние кои што не следат, еве сега ќе потенцирам, значи доделуваме еден ехо преглед кај доктор Симона, доделуваме еден преглед, еден кардиолошки преглед од АТИК ординацијата и една релакс масажа во студио Карпино. За сите оние кои што наследат веќе можете да ги забележите нашите телефони на екранот, а и нешто ако имате да прашате во однос на оваа денешна тема, значи ако имате некој проблем ваков
со шаките кои што нели треба да се примени роботска рехабилитација, слободно можете да ни искомуницирате, да поставите некои прашања, доктор Симона секако таа е тука денеска да ви одговори, и ако имате некој проблем за оние кои што ќе говориме сега во продолжение. Доктор Симона спомна мозочни удари, меѓутоа зашто се друго се користи и зашто досега најчесто сте го користеле кај вас во ординација, а зашто се друго може да се користи во однос на ова што го гледавме на Како што кажавме, неурорехабилитација, покрај мозочните удари, тука имаме мултиплекс склероза, Паркинсонова болест, тоа е болест исто за каде што има проблем исто од централно потекло, и кај пациентите се јавува тремор и се зголемува спастицитетот грчот и пациентите не можат да ги прават соодветните движења. Кај оваа рехабилитација се подобрува квалитетот на животот на тие пациенти, односно да можат нормално и секојдневно да функционираат, бидејќи многу е тешко кога пациентот сам не може себе да си се обслужува, не може да си се облече, не може да си, значи секојдневните активности исто после операција, например кај пациенти на рамо, кај операција на лакт, тоа е како постоперативна рехабилитација, операција на шаки, без разлика операцијата дали е например после некоја фрактура или е артроскопска, кај оние пациенти кои се направени артроскопски, односно со камера се влага па помалку, нели помалку агресивна процедура. Од друга страна може да се користи кај парези, кај парализи, односно кај периферни нерви кои се оштетени поради некоја причина. Да речеме, не дај Боже, ако има компресија на некој тумор, па туморот притиска на некој нерв, па се прави ослободување, декомпресија и соодветно потоа пациентот треба да почне на рехабилитација, или кај повреда на нерви од некакво поради некакво оштетување, тоа може да биде и поради преки некој трауматски, да речеме исеченица, фрактура, или поради оштетување од некој дегенеративно потекло, да речеме кај после дискус хернија, ако има некој оштетување на раката, или ако има, да речеме, оштетување на лактот, па еве некогаш улнарис, или кај било кои оштетување на периферни нерви, што се во нели рацете. Затоа се да објаснам на пациентите дека работиме рехабилитација на раката. Ова само на сликата беше шаката, меѓутоа не работиме само со шака. Тоа сакав да прашам сега рамото, значи што тоа се работи со бордот, односно под сликата под тоа видеото се гледаше доле една плоча, борд, значи на тој борд се права движење, се зголемува и големината, опсегот на движењето, да речеме пациентот почува со многу помал опсег на движење и со текот на времето се зголемува опсегот на движење, односно се проширува движењето на рамото, движењето во лактот, почнува да се исправа лактот, да речеме кај тие пациенти што имаат згрчување во лактот, меѓутоа многу е добро да им нагласиме на пациентите. За жал пациентите чекаат да дојде состојба, значи после многу месеци, години, и кај тие пациенти може да се направи нешто, а не апсолутно, значи веќе имавме ние едно правило каде што пациентот нели до 2 години правиме рехабилитација и после 2 години веќе како не би можело ништо да се направи. Тоа не е така, може, меѓутоа кај тие пациенти бара многу поголема упорност, можеби комбинација од неколку физикални модалитета, односно да се направи некои други инекции, да се става за да се направи, за да се подобри грчот во мускул. Од друга страна можеби раздвижување на самите зглобови ако имаме згрчување, односно ќе се направи соодветен преглед и комбинација на повеќе физикални модалитети со цел подобрување на квалитетот на животот на пациентите. Така. Колку време е потребно да се решат ваквите проблеми кои што се од овие заболувања со овој третман со роботската на болест. Имаме прогресивни болести, односно да речеме мултиплекс склерозата, како што знаеме, таа често знае да прогресира. Значи не е тип на болест каде што во моментот правиме рехабилитација и потоа цел живот сме добри. Има состојби на екзацербација на болест, односно влошување на состојбата и состојби каде што имаме одржување на состојбата. Сега ние треба да видиме, бидејќи самата мултиплекс склероза има повеќе типови, од кој тип станува збор и што можеме да му пружиме нели за квалитетот на пациентот. Кај некои состојби пациентот доаѓа на пример 10 дена, 20 дена до 30 дена рехабилитација, потоа може да не дојде. Кај други состојби доаѓа повремено, да речеме 10 дена на рехабилитација, па правиме пауза. Претежно кај мускулоскелетните, односно кај операцијата, рехабилитација на рамо, на лакт, на шака, тие се 10 до 20
третмани и пациентот повеќе нема никогаш потреба од повторна реинтервенција, бидејќи добиен обсег од надвижења, подобрена квалитетот. За жал кај некои невролошки состојби бара по упорност, односно по-често доаѓање на пациентот. Значи да заклучиме кај овие што се постоперативни третманите се 10 до 20, а за овие другиве поспецифични проблеми тогаш во зависност од состојбата може да на дојдат па да направат пауза, па потоа па да повторно доаѓаат, или кај некои пациенти, например после мозочни удари, ако рехабилитацијата е веднаш брзо, може и пациентот да се оправи, да нема потреба повеќе да доаѓа. Затоа е многу битно и рехабилитацијата за колку време ќе се направи, меѓутоа битно и да не се откажуваат, потоа нели да речеме сега ова е прв таков тип, кога немало таков тип рехабилитација, пациентот останал во некоја состојба и да се откаже, нели, тоа и нема што повеќе да правиме, значи има секогаш што повеќе да се направи со цел да се подобри животот на пациентите. Так. Нешто исто што е, како да кажам, што е специфично кај вас во ординацијата, тоа е третирањето со ботокс. Да ни кажете нешто повеќе околу тоа и зашто го применувате? Значи истата состојба, истите болести се применува ботулинов токсин, односно единствен регистриран таков токсин во Македонија е диспортот и тој претежно се користи за невролошки состојби. Исто после мозочни удари пациентите доаѓаат со спастицитет, тоа е едно згрчување во раката, односно пациентот не може да отвори шаката, не може да ја исправи раката, лактот не може рамото да го дигне поради тој централен спазам, односно ние викаме мозокот не му испраќа соодветни информации, пациентот не може да се служи со таа шака. Меѓутоа не е само за шаката, имаме проблеми со пациенти за одење. Пациентите одат по еден многу специфичен начин, каде што отфрлаат ногата, не може да направат виткање во коленото, не можат во колкот и одат како на прсти, многу често доаѓа до дополнително паѓање нивно, па некој пат завршува и со фрактура. Кај тие пациенти кои имаат спастицитет, кај тие пациенти аплицираме ботулинов токсин, односно во Македонија диспортот, се ставаат во зависност кои мускули се аплицираат, дали ќе работиме на подколеница, бидејќи најчесто пациентите нели што одат на прсти искривен одимаат, во подколеницата боцкаме и за 2 недели веќе се достигнува некое плато кај тие пациенти и доаѓа до опуштање на мускулите и пациентот може да гази по-добро. Секако после тоа се препорачува рехабилитација, кинезитерапија, односно вежби со цел со терапевт, вежби одење за да се научи одењето како е и се прават некои други модалитети, дали електростимулација, дали со тенс, со цел да се зајакна другите мускули и да се подобри движењето. Ние го мериме брзината на движење, самостојноста во движењето и со користење на соодветните, односно има неколку вида на тестови и проценки каде што проценуваме колку се подобрува квалитетот на животот на пациента. Многу е важно, бидејќи пациентот кога ќе може да оди соодветно ќе може сам да си користи тоалет, да оди на подолги дистанци, бидејќи кај овие пациенти ако не се спроведе таа рехабилитација и не се совлада спазамот, они стануваат зависни од други луѓе околу нив, односно не можат, квалитетот на животот им се уништува, не можат сами да функционираат дури за жал ни во сопствениот дом. Так. Неизбежно ми е да спомнам, бевте на семинар, ми се чини, конгрес, или на конгрес, така. Што дознавте, како помина? Значи имаше ли секогаш кога се случуваат вакви работи се презентираат многу информации, ги презентиравте ли ви овие во однос на роботската рехабилитација? Роботската рехабилитација беше како дел од конгресот, да, како представено, како дел од конгресот и колегите се информирани, знаат веќе, мислам дека уште од прошлиот конгрес за што станува збор. Токму една од тие од прошлиот конгрес видовме дека веќе е достапна во Македонија, соодветно на тоа тоа се јави и целата идеја и заинтересираност, но главната заинтересираност точно ја кажувам конгреси, меѓутоа тоа беше светскиот конгрес 2018 каде се работеше точно на оваа тема, односно колегите физијатри веќе на светско ниво они работат неурорехабилитација. Многу помалце се работи со мускулоскелетни болести, а многу повеќе се работи со неурорехабилитација во некои рехаб центри, центри за рехабилитација и тука главна тема беше ботулинов токсин, односно апликацијата на
на диспортот, каде се аплицира, колку се аплицира и соодветно на тоа рехабилитацијата што следи после тоа, и за тоа беше целта да се заврши оваа приказна, нели, да почнеме првин кај тие што имаат спастицитет, да речеме да аплицирам ботулинов токсин, кога ќе се добие движењето, ќе се намали спазмот, да се почне со оваа неурорехабилитација и да станеме, нели, Македонија да добие најпосле како неурорехабилитацијски центар на ниво на сите светски центри. Иако колегите, нели, од бањите, од Завод за физикална медицина работат неурорехабилитација, меѓутоа не се работи со класична кинезитерапија, вежби, додека ова е веќе роботска рехабилитација и едно највисоко ниво што постои, нели, на светско ниво, што ние често можеме да го доближиме до пациентите. Така, кои други заклучоци ги донесовте на конгресот? Што беше нешто така поспецифично што можете да издвоите? Па имаше и пост-ковид. Да, сега за жал нели не беше тоа, бидејќи дел од центрите работеа како тоа. Има и некои други новитети односно спастичноста, така да и тие беа презентирани и тоа беше како интересна тема, додека останативе мускулоскелетни веќе сме ги збореле, нели, многу пати, и можеме еве на пример да спомнеме и за шокови терапијата, дека и таа се користи кај спастицитети, покрај што се користи, нели, за калцификати, за кршење на камења, за намалување на мускулниот спазам, да речеме, кај пациенти кои имаат болки во вратот, болки по рбетниот столб, може да се користи и кај пациенти со спазам после мозочни удари, после некои, и се аплицира шоков терапија неколку пати со цел да се подобри таму квалитетот на животот. Меѓутоа, тоа што заборев да споменам е времетрењето, на пример кај ботулинов токсин, кога аплицираме имаме некој период прозорец на 6 месеци на делување на тој токсин, и во тој период од 6 месеци, што е релативно, да речеме, до некаде долг период, ние да правиме рехабилитација со цел дали да го задржиме потоа, не пациентот да доаѓа цело време само реапликација да има на инекции, туку целта е кога ќе се аплицира да се направи рехабилитација со цел повеќе, нели, да нема потреба да доаѓа, а не пациентот, нели, да биде зависен од некој третман константно. Така. Периодов, нели, забележуваме веќе дојде есента, наеднаш времето се промени, зашто најчесто доаѓаат пациенти, кога станува збор за овие дегенеративни проблеми? Дегенеративни постојано имаме, нели, од дискус херни до артрози. Дали навистина се зголемува бројот во есен и во пролет, или нема некое правило? Овие болести се сметаат дека се така метопатски болести, односно тие се целогодишни, меѓутоа при промената на временска навистина пациентите се влошува целата состојба, и како последица на тоа, да речеме, овој период знае да има зголемување и плюс симптомите се влошуваат во, нели, како еден вид стануваат пациентите, предвидуваат каква промена временска би имала, така да имаат пациентите секако повеќе, за жал, нешто последно време доста вртоглавици се жалат пациенти, како последица и над промената на атмосферскиот притисок, промените поврзани со дегенеративните болести на вратот, најчесто дискус херни, спондилози, тоа цервикоцефаличен синдром, односно главоболки многу често, меѓутоа и цервикобрахијален синдром, односно слабост на рацете, трнење на рацете и такви проблеми, нели, не само како последица на на времето, туку како последица на начинот на живење и проблемите кои ги имаме. И сега, бидејќи, нели, сте ни покровител, би сакала уште последниве неколку 7-8 минути што ги имаме да испрезентирате се што нуди Превентива 99. Вака, еве нашите гледачи да знаат за што се можат да дојдат кај вас. Какви се третмани, за какви се проблеми, буквално вака, еве. Значи, сите мускулоскелетни, односно артрози, проблеми со зглобови, било кои зглобови, од скочен зглоб до колено, нели, до колкови, проблемите, сите видови со рамо, со шака, со лакт, со тоа што кажавте дека еве ќе им даваме и еходиагностика, нели, како подарок. Еходиагностиката може да ги диагностицира промените во самите зглобови и соодветно на тоа да се направи или некој рехабилитацијски план, или да се применат некакви, да речеме,
инекции или Дали се прави таблети. ехо преглед на колено? Да, се прави Значи, ехо на сите сите зглобови, добро. на лактот, на рамото, Така. на шаката, да речеме, може тука да видиме така, дали да има за појасниме зашто дебелување. све ехото да го имаме користите. Ехото се користи например кај проблеми со шаката, кај тригер фингер, тоа е она за дебелување кај што прстот не може да пушти. Кај тетивите се гледаат сите видови на тетиви во зависност од длабочината. Сега кај ехото може кај поповршински да речеме за разлика од магнетната резонанса, она покажува и повнатрешни структури, така да ако сме заинтересирани за да го видиме менискусот, тогаш ќе избереме магнетната резонанса како нели најдобра метода за тоа. Додека ако имаме течност во зглобот или да речеме правиме пунктација, Така. односно се пунктира, се извлекува течност од коленото. Да, говоревме за тоа. Бекерова циста исто можеме да аплицираме било какви медикаменти интраартикуларно, односно во самиот зглоб, како хиалуронски препарати, така се аплицираат и PRP препарати кои се земаат нели од крв, се прави соодветна припрема и се аплицираат. Исто така работиме и една метода која не се работи многу, мислам дека на уште едно место се работи, тоа се гинекуларни инекции кои се ставаат на зглобовите со цел кај оние пациенти кои што апсолутно би требало да се направи операција, меѓутоа по некаков начин е контраиндицирана и не смее да се направи или се обидувате на таков начин, да 6 месеци пациентот да живее еден поквалитетен живот без болки и од друга страна ако треба да се одложи операцијата за некое време поради X причини, исто може да се примени. Тоа се кај оние пациенти кои рскавицата, да речеме, во коленото стварно паѓа под 50% и апсолутно ниту и хиалуронски препарати, ниту било какви видови на третмани би помогнале, таа е единствена опција кај тие пациенти. Кажавме на зглобовите, меѓутоа ме интересира ехо прегледот, дали го користите евентуално за кичмениот столб или за вратот, ако не се користи за тоа, бидејќи или рентген или магнетна резонанса се користи, може да се користи кај апликација например на може да се, да и се користи, а меѓутоа за зборам за при апликација на медикамент, ако сакаме, можеме да го користиме, добро, за да знаеме точно каде да ја ставиме. Тоа е најдобра апсолутна примена на медикаменти под ехо мониторинг и соодветно во нашата ординација секоја апликација претежно иде под ехо, за да се избегне грешката при апликација, да речеме да се стави на несоодветно место, така ја следиме иглата каде се движи и се аплицира медикаментот на она место каде што треба, без да биде засегнато, односно се избегнуваат грешките што би можеле да се случи, не дај Боже, во крвен стат или да притисок на нервот. Исто така, како што знаат веќе повеќе пати пациентите, ние работиме и со декомпресиона терапија. Така сакав баш тоа да прашам, декомпресионата терапија која што навистина исто бевте едни од првите кои што ја воведовте, не знам са дали има на друго место, мислам верувам дека после толку време има. Дава многу резултати за дискус херниите и на кичмениот столб и на вратната кичма? На вратниот, да. Така да имаме доста добри резултати со тоа, меѓутоа тоа е доста зборена тема и во принцип пациентите се веќе сметам дека се доста информирани. Да, само ме интересира бидејќи тоа исто така нели една апаратура која што сама одредува колку ќе треба или вие одредувате? Имаме ние протокол каде што според протоколот ние ги определуваме параметрите според тежината на пациентот и ние имаме соодветен амерички протокол, бидејќи американски апаратот, како би требало да се примени тоа и сме биле нели на едукација, не е само нели апаратот да го имаш за да се избегне било каква човечка грешка, додека апаратот прави мерења повеќе од 100 мерења во секунда за да не би дошло до грешка, дури пациентот да се мрдне, значи соодветно го приспособува истегнувањето според неговото движење за да не дојде тука е разликата меѓу компјутерската и класична на времето екстензија, бидејќи класичната екстензија ставаш тегови и го оставаш пациентот на апаратот, тој да мрдне не може ни да мрдне ни и тука се зголемуваат ризиците. Од друга страна, со декомпресијата, оваа компјутерската, многу повеќе се зголемуваат притисокот, негативен што се создава меѓу самите дискусии, а тоа е тесно поврзано со колку ќе навлезе внатре дискот, односно со зголемување на притисокот скоро дупло. Во споредба со класичните екстензии имаме многу подобри резултати него нели тоа континуирано истегнување, ова интермитентно со прекини, каде што доаѓа до подобра циркулација и миграција, подобро се движи дискот навнатре подобро и ние веќе
правиме од 3 до 6 месеци, во некои случаеви и на година ден на контролни магнетни резонанси, каде што да речеме 90, можеби 5% од пациентите до сега имале стварно резултати на магнетна резонанса. Значи после определен број на терапија, терапиите обично исто доаѓа 5 до 10 или повеќе. Значи во зависност од големината, дали е протрузија, дали е екструзија, односно колку е Меѓутоа, големината. минимално сигурно би требало да е 5. Па претежно најчесто работиме 10, бидејќи 5, значи минимално е 10. Да, минимално 10, меѓутоа кај некои случаеви во зависност од 10 до 30 терапии, не ги правиме континуирано во време, туку во растојание од 6 месеци и потоа правиме магнетна резонанса и пациентите претежно 95% имаат стварно редукција, односно намалување на дискусот што притиска на нервот, односно се ослободува самиот диск како единствено нешто без операција, бидејќи дискот нема крвни садови, нема како да стигнеме со медикамент до него. Да, специфично. Затоа и се прават толку многу видови на третмани со цел лекување на дискус хернијата, да се избегне оперативното лекување кај тие пациенти што немаат. Доктор Симонова, веќе долго време го работите ова што го работите. Значи, ајде да ги исклучиме овие проблеми специфични кои што ги напоменавме за роботската рехабилитација. Да се задржиме на оние дегенеративни проблеми. Можете ли да забележите дека можеби од кога сте почнале да го работите ова, па досега има зголемен број на луѓе кои што доаѓаат за да ги третирате со дегенеративните заболувања на рбетниот столб, како што кажавме, спондилозите, ишијас, артрози и така натаму. И што би посочиле вака како некој кој што навистина ги разбира работите, може ли некако да ги превенираме уште од помлада возраст? Може да се превенира со соодветна тежина. Бидејќи мислам дека секој втор човек има некој проблем. Па не е втор човек, за жал статистиките излегува многу полоши, односно на светско ниво lower back pain, односно болка во долниот дел од грбот, некаде околу нема некој кој што не се жали за нешто. 90% од населението во некој период во животот имал болка во крстот. Тоа е една лоша доста статистика, меѓутоа е таква, да речеме конкретно за нашето население. Први имаме обезност, односно зголемување на соодветната телесна тежина. Потоа работиме седната работа, односно со секое статичко седење подолго 45 минути дискусот се дехидрира и доаѓа до негова дегенерација, односно губи течност и се оштетува. Потоа немаме добра мускулатура, односно нема што да ни задржи, немаме активен живот, бидејќи во некои други земји луѓето барем 3 пати неделно се бават со некоја спортска активност. Кај нас се знае од прилика се оди на работа и потоа се продужува дома и начинот на живот ни е многу неактивен, или имаме такви, да речеме, спортисти кои се рекреативци, колку да направат, не дај Боже, некој проблем. По ковидот многу од луѓе во кога почеа дома да вежбат, па дојдоа со рамења, со бурзити, со проблеми со коленото, прекумерно од YouTube гледајќи секакви вежби и дојдоа во сосема друга слика, уште полоша слика. Така да верувам дека редукција на телесна тежина, поактивен начин на живот. Како впрочем што говориме и за сите проблеми со здравјето. Значи секогаш кога говориме за секој проблем, некако се потенцира. Значи да се одржува физичка активност, да се внимава што се јаде, и така натаму, значи исто и за дегенеративните проблеми. За дегенеративните тесно поврзано, бидејќи со секое зголемување на тежина, на пример кај пациент кој има 1 кило на стомак, а оптеретувањето на кичмата е 7 кила. Така да таа е голема, значи ако имаме пациент со 5 кила на стомакот, 5 по 7, значи пациентот малтене носи една вреќа на грбот, меѓутоа ние кога ќе им го кажеме тоа прашање, стварно не е неверојатно. Добро, сега докторке, дај сега да видиме што може да направиме. Да снима болката. Да снима болка, а тоа ќе видиме и потоа после тоа кога ќе помине болката, соодветно се продужува со истиот начин на живот. Така. Значи мислам дека се што требаше да кажеме во односно на вие што го нудите, кажавме се, ако нешто изоставивме, може слободно да додадете. Сигурно имаме нешто изоставено, меѓутоа во моментот повеќе работиме информации во врска со што работиме на нашата страна. Ние се договоривме кога бевме сега кога снимавме за ова што денес ни требаше. Се договоривме да
имате многу убави простори, ќе дојдеме да снимиме на интересна емисија, се со цел практично да се прикаже до нашите гледачи како сето тоа се прави. Значи за сите овие проблеми за кои што говориме. Убаво е така да некако знаеш секогаш од студио само говориме, меѓутоа добро и да се дојде и се договоривме да направиме на таква емисија. Во нови простори. Дека ќе биде од корист на гледачите за да видат практично како вие сите тие проблеми ги решавате на вашите пациенти. Да, секако ќе ни биде. Ти благодарам за денес, доктор Симона. Ви благодарам и на вас на поканата, секогаш ни е чест и задоволство. Так. Почитувани гледачи, тука ќе поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека се тоа што говоривме беше од ваша корист. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.